интересна работа. Ја бев у женски рукомет и сега доаѓам у кошарка. И тие девојките се јако опасни, мислам. Тие се спремни да гинат и гинат. И доаѓаме на прв тренинг, се повредуе руката, ногата. Ги гледам, викам, што име овие? Ако им пуштам од овие девојчињава, ќе ги соберате, нема крај. Така да, разлика е вистина у спортот, али женски рукометен клуб, сега е тоа Металург, а тога се викаше Унипроком банка. Тамо седев 6 години, отприлike. Прва до 96-7, па отидов, оттамо дојдоа да ме бараат за Силекс, да. И тамо бев 1 година и пол дена и тоа не можеше така да се оствари за тоа што за 1,5 година требаше да се патува цело време, патувај тамо, патувај вамо. Ја кога бев од ова пати приватизацијата 96 година, ја идев у салата да гледам тренизи и после 97 после ме земаа тамо ко да чистам салата, па извесно време почнав да продавам карти, после од карти почнав да работам ко домаќин во Јане Сандамски, МЗТ Скопје аеродром. Од таа година наака со сите тренери што биле до сега, до 2020, добро се понасат со тренерите и они према мене исто така со мене се понасаа добро, со играци исто, странски кошаркари што дојдоа, исто со нив добро стоја. Моите први почетоци, првиот контакт со МЗТ беше некај 8-9 години, кога брат ми случајно ме однесе на надпревар помеѓу МЗТ и Работнички, тогаш чинам беше финале или полуфинале. Што да ви кажам, за мене нешто непознато, нешто ново. Салата полна. Потоа, после 2-3 години, почнавме редовно да идеме, сите заедно како деца од мало. Сите муабети пред мало, сите муабети поврзани, било што се ни беше МЗТ и ништо друго. Тука мора да истакнам дека и може таа љубов кон клубот, кон МЗТ ни ја ставија и повозрастните што беа во тој период, да не ги заборавиме Деки и Вепар, кои во тоа време беа, можам да кажам, водачи на нашата група. Првите почетоци кои ќе се навратам вака наназад за МЗТ ми се, значи, Пирамида, тогашната екипа која го водеше и што го бодреше нашиот клуб. Можам да кажам од тогаш до сега сосема се две различни приказни, значи тогашната Пирамида и сегашното Фемили. Значи во однос на навивачки реквизити, песни, кореографии и бакли. Значи може во тој период не бевме многу познати по транспаренти, по креативни кореографии и слично, но тогашната група Пирамида се одликуваше со една сосема друга енергија, со еден сосем поинаков начин на навивање. Период кога бев ја председател беше вклучена и Комерцијална банка за финансиер. Имаше доста средства, меѓутоа ето, многу моменти покажа. За малку не станавме шампиони прв пат во тие легендарни дерби кои беа меѓу МЗТ и Работнички. Тие да ми беа вистина многу тешко се изнаоѓа средства, меѓутоа со мислам многу на човечки напори на Вуица, на Муратагич, Ајо, на Шишковски, на Спире, директорот на клубот во тоа време. И Драган Панковски беше цело време вклучен тука. Се наоѓа начин да клубот ја заврши сезоната, да сепак игра една од главните улоги, влегува во плейофот и игра
до последен момент. Али добро е што оваа историја треба да се запамти, да се негде стави во архива, да се знае потеклото и сите тие незаборавни дерби во салата кога 3 сати пред почетокот беше преполна, кога не можеше да се влези во салата, кога децата од овој крај кај што живееме легуваа скришно преку Чичко Никола, седеа под трибините цел ден за да гледат дерби и други утакмици на МЗТ. Сите утакмици на МЗТ беа полни. Секојаш беше салата преполна, без разлика со кого се игра. И тоа му дава посебен драж, посебен шмек на утакмиците и привазаноста на младите луѓе тогаш. Како млада насеба, најмлада насеба, голема, урбарна, беа многу врзани за МЗТ. Ето, ваша генерација, скоро живеевте со секој. Знам кога ќе изгубеше МЗТ, деца да плачеа позади игралиштето. Зашто и судиите секојаш беа криви, што е нормална работа. И многу тренери беа тука присутни. Дали Пагич беше еден период присутен, кој сакаше да, ето, по некоја случајност со брат му на Алјо Ибро, стигна во МЗТ, имаше добри резултати, меѓутоа сепак беше врзан за Белград, следечно живење, се врати назад. Ето еден играч кој е во куќата на славните, бил член на МЗТ, Драган Дали Пагич. Кога беше старата сала Лименката, имавме најголеми проблеми со грејењето, со влекоални, имавме многу пати имавме поплави. Колегата што ми е Никола исто ме вика се од дома да дојдам да чистиме од таа поплава. Вака се спасивме што ја направи, но се захвалувам и на Ивица и на Сем Соленко што се потрудија да ја направат салава Јане Сандовски. Имаше по мене и уште една утакмица која незаслужено ја изгубивме, тоа е моје мислење. Мислам дека судиите неколку спорни одлуки ги донесо на штета на МЗТ, а видите, тогаш КСМ се наоѓаше во салата на Работнички, влијанието беше присутно таму, делегирањето на судиите, самиот однос, самите простории, така да поедини судии два пати, мислам, го оштете МЗТ во две финални утакмици, ако беа тие многу блиски, со 3-2 изгубивни, една изгубивна на пенали, на последен момент да промашиш пенал, и тоа е спортски, под притисок и така натака. Во еден наврат бев веќе сигурен дека е титулата кај нас, кога прва промаши Слобод во градски парк. Меѓутоа тоа се дешава, тоа е спорт. Се дешава и на светски првенства и на олимпиади, тоа е нормално, тоа е спорт. Но дека ми остана грудка, како што ми остана едно убаво чувство за Реал Мадрид, така ми остана грудка и за неосвоена титула со МЗТ. Јас на мој личен план си го остварив тоа, пошто освоив со Работнички титула, меѓутоа многу сакав, стварно многу сакав да имам титула со МЗТ, затоа што МЗТ е моја екипа, мој прв тим и сакам на некој начин, на тој начин да се одолжи према екипата. Меѓутоа не се деси. Исто така успешна сезона, не можда во во Сапорто куп, но морам да кажам дека и ми е највише, сега кога ќе се вратам назад, значи ми е најповеќе криво, затоа што 97 година, знаете дека игравме финале со Работнички. Последната утакмица тоаш беше, прво дојде тренер Јанко Луковски, па си отиде Јанко Луковски, дојде кафеџиски тренер. Последната утакмица финале на македонско првенство си игра Работнички МЗТ во салата Работнички. Многу е ова интересно и мора да се знае. На 18 секунди пред крај МЗТ има две слободни фрлања, Врбица Стефанов и топка од страна.
Значи, крајна последна утакмица за одлучување кој ќе биде шампион. Ги промашува Врбица Стефанов слободните две, имаме топка од страна, прават фаул врз мене, ја ги погаѓам двете слободни, иде работнички напад, у задна секунда примаме кош, Перо Блажевски не дава. На продолжетци исто така имавме задни три шута за победа ги имавме, не ги искористивме и затоа кажувам дека тоа ми е една од највеќе што ми е криво, што таа титула имавме во своји раце, а не ја освоивме. Значи тоа ќе заслуживме титулата, но спортот е таков што гледате една топка може да промени све. После тоа осваја МЗТ, кога се осваја титули, значи се врати све. Тие години мислам дека по мене тога по основање на МЗТ, од која играше не знам колку години игра и прва лига, значи тие години на МЗТ мислам дека беа едни од најуспешните години на клубот. Сега вака, откако се пофаливме со најбитните и најубавите спомени и победи на МЗТ Скопје, ферски еко наивачи да кажеме и кои ни биле и најтешки порази. Еден од нив е финалето 97-ма помеѓу МЗТ Скопје и Работнички. Финалниот надпревар број 5 се игра во салата Градски парк. МЗТ има целосна контрола на играта, на резултатот и бевме толку близко на чекор до толку посакуваната титула и у последните минути се деси најголемата хаварија што ни се случила. Врбица Стефанов при резултат 1-2 за нас утиња 4 слободни фрлања поред на две технички одлуки. Утакмицата Работнички некако се вади, ја носи у продолжение и од чиста добиена и најсладка титула што требаше да ни биде у нашите животи, отиде у нивна корист. Монака најболна за нас, зашто нашите играчи потврлија или беа подкупени, поготово и Врбица Стефанов, што не можам органски да го смислам, да скажам. Ден денес си е тоа омрзата помеѓу него, дека ја продаде титулата, баш плачев како детете од 16 години, што седе под кошот и кога ги утињаше слободните во градскиот парк. Баш памтам на таа утакмица. Што ни се дешаваше после изгуби на таа титула, мислам, и најболната онака, што можам да кажам. Во тој период многу интересно беше случувањето кога одвојувавме доста средства за МЗТ, ангажирање на играчи. Една интересна случка беше ангажирањето на Фрейзер Џонсон. И баравме информации, следевме со покојни Вујица, Халим Мујатаги Чалјо. Ве дојде во канцеларија, вика да го ангажираме, има многу добар играч кој играл и во НБА, тој вика Фрейзер Џонсон. И кој контакт го побаравме, тогаш играч на Цибона и репрезентативец на Југославија Зоран Чутура. Му најдовме телефон, му се јавивме на Зоран Чутура да прашаме каков е играче Џонсон. Многу добра карактеристика ни даде Чутура. Вика, играчот е супер, вика. Знае да игра. Све знае. По 20 тип кусур по коша давал просек, дава неколку блокади, скокови преку 10, вика, меѓутоа нема памет, вика, ќе ве извиси на крај. Како, вика, никогаш финалето не го дочека, вика и нас и во Словачка, вика. Последната утакмица е казнет заради неспортско однесување. А рековме ние во тој момент нема да се случи тоа кај нас. Меѓутоа и тоа се случи. Во последната петта утакмица со МЗТ, кога да ги слушнам зборовите на Чутура, во полуфиналето направи инцидент во 2-2, третата утакмица што требаше да одржи во нашата сала, која изгубивме со тие 20 коша тројките на Рајковиќ. Не играше Џонсон и таа утакмица изгубивме. 3-2. И најлошите онака со нашиот најголем ривал Работнички, тогаш излегувам на 17 години со овца обоена, кој бев после избркан и претепан од полицијата. Ама издржавме. Овцата беше кафана на Ларови, баш памтам и јас од кога знам за МЗТ и кафана на Ларови. Тука седевме сите и кој ќе ја носи. Ќе спомнам и браточе Мерикич, Киена тука беше исто, Муле. Тие го носат транспарентот, а јас овцата, им беше страв да несат
за тоа. Инаку денеска што го снимаме видео, баш е така фанака. И денес ќе ни остане паролата, дека има овци, ќе има волни. Тоа се знае. Тоа е моја екипа, таму израснав. Што се вика, таму спиев. И ние. Таму трениравме, таму израснавме у луѓе. Сакал да им се заблагодарам на сите кои што сме работеле заедно у МЗТ, сите тренери, сите економи, сите кои што беа во салата тогаш во малата саличка МЗТ. Да, на сите мои соиграчи кои што сме играле заедно тие 10 години кои што бев во МЗТ. На луѓето кои што беа во управата, на нивното трпение и на нивното разбирање во некои ситуации кои што сме ги имале во тие 10 години. Тренери кои што знаат кошарка, кои што испишале историја на нивен начин. Сакал само да апелирам не само до МЗТ, него до сите клубови да работат со млади играчи. Што талент кај млади луѓе секогаш ќе има. Само треба да се работи. Треба да се работи доста и да се форсираат млади наши играчи. Поздрав голем до Фемели аеродром. Затоа што сите тие години биле до клубот, никога било тешко. Покажа безброј пати дека го сакаат МЗТ и тие се едноставно дел од екипата. Обид за 3 поени, прецизен. Браво Мирза, убава тројка. Па беше Мирза, Перо Блажевски беше, Африка, Дејан Димов беше, Фрейзер Џонсон беше и со уште еден американец имаше еден Црногорец Милатовиќ, да, Никола Милатовиќ, да. Тие беа странци, 3 странци мислам во таа екипа. Мислам дека подоцна Милатовиќ замина дојде Ивица Мавренски, ако не се лажам. Да, тоа беше екипата, го освоивме купот во Кавадарци, меѓутоа во финале загубивме од Работнички во финале, да. Дали беше кона Game 5, не може се сетам. 3-2 беше или 4, така нешто беше. Ѓорѓе Војновиќ беше со нас исто, заборев да го спомнам, да. Со Ѓорѓе мислам, со Ѓорѓе Војновиќ сме од деца другари, заедно. Генерација сме сите селекции на Работнички ги поминавме заедно. Заедно игравме во Прилеп на усавршување на двојна лиценца, што се вика, клубот кој не прати, на калење. И после исто во МЗТ проведовме доста време, Работнички проведовме да скоро пола кариера ми е проведена со него, да. Па добро, ние ја фативме што се вика на Југословенска школа на кошарка, која што функционираше на сосема поинакви принципи од она што функционира денеска младинските школи. Прво, селекцијата на играчи беше ригорозна. Значи, имавме еден, да кажеме, урнек, дека по 100 деца годишно се запишува во Работнички и МЗТ. Селекцијата се состоеше од 15 деца кои што остануваа во тие две најдобри екипи. Останатите идеа во да кажеме во Вардар, имаше Ѓорче Петров или во некои други екипи по Македонија и се правеше таква една градација и на квалитет, но и дисперзија на квалитет на добрите играчи. Тоа се пред се однесува на тој систем на работа каде што се гледаше пред се играчите да напредуваат и да бидат создадени нови играчи за првите екипи. Додека денеска принципот на работа на кошаркарските школи со честни исклучоци на некои тренери и школи е масовност и создавање на прилив на средства од школите. Тогаш се знаеше дека клубот ги сноси сите трошоци за тие 15 деца и беше на некако поинакви принципи поставена работата. Таа генерација, можам слободно да кажам, која што, еве да кажам и од постарите, ако кажеме, дел Работнички, МЗТ, Давидков, Кнежевиќ, сега да Владичевски, постарите што беа од Југославија, и ние помладите од тоа време, јас, Дејан Јовановски, Књазев, Блажевски, Гоце Андревски, кој е сега професор во Канада и ред други, да нели сега можеме да ги набројуваме многу, Боцевските браќа, бевме еден премин
односно смена на генерација од таа последна југословенска школа и таа нели, тој е моменти во раните 90-ти години до 2000 2003-2004 ја издигнаа кошарката на вистина на многу високо ниво, во делот и на популарноста и на посетеноста на салите и сите околности кои што се случува околу теренот. Нормално дека дел од таа генерација или од тие генерации кои што ја наследија таа и тие навики од југословенската школа, постоја го преточија и во оној финален успех во 2011 во Литванија. Тука пред се мислам на Перо Антич, на Тодор Гечевски, на Владко Илиевски, кои што континуирано имаа таков тренажен процес затоа што игра во такви екипи или игра за тие југословенски тренери. Така да тоа е нешто што би било моје видување на работите тогаш и сега. Па вака сега јас која подела мојата кариера, таа е нели професионалната е некаде токму на пола, посебно по самостојувањето на Република Македонија. Значи јас ги поминав сите младински категории во как работнички, подоцна годел работнички и работнички фершпет. И едноставно 97-8 дојде до едни промени и едноставно една заситеност помеѓу, да кажеме, после толку години и помеѓу мене и работнички, не толку помеѓу мене и работнички, толку помеѓу мене и тренерскиот кадар кој што беше во работнички. И иако имав доста понуди од сите екипи во Македонија, кои што беа и финансиски многу подобри, едноставно јас во мојата глава решив дека јас ако играм во Македонија, ќе играм за двата најуспешни клубови, односно двата клубови кои што се синоним на македонската кошарка. За мене тоа се Работнички и МЗТ. Иако и во текот на годините и кога бев во МЗТ, како и во Работнички, не знам, во Работнички имавме понуди од Орка, во МЗТ имавме од Гостивар, од Струмица, од други екипи кои што нели воскреснуваа во македонската кошарка, но и брзо се гасеа. Едноставно, без разлика колку работите беа некогаш тешки во МЗТ, јас решив дека кога сум одлучил да играм за МЗТ, како што претходно било за Работнички, немало начин да тоа некоја, не знам, финансиска понуда го промени. Така да јас можам да кажам дека останав верен и на двете екипи и нели, секој си ја бара среќата, но јас решив дека мојата кариера, мојот интегритет ќе го градам како играч, ќе го градам во тие две екипи. Пак ќе кажам, во Работнички освоивме многу титули. Во МЗТ како играч освоив само купови, но за жал не успевме да освоиме шампионска титула, но она што ме прави особено горд во МЗТ и моите настапи во МЗТ е дека со самото останување на мене, на Дејан Димов, на Срđan Станковиќ, на од тоа време Ивица Благоевиќ, на Димче Гаштарски, кога МЗТ буквално покрај нас останатите 9 души беа деца, ама во кошаркарска смисла на зборот 18-19 годишни, ние решивме да останеме во клубот и буквално сум горд на тоа што ние во тие години го државме клубот односно го спасивме клубот од еден тотален распад. Имаше, ево сега се одвојува доста средства во тие крајот на 90-те години, кога влезе и Боста, баша товарна да го финансира една сезона, имавме буџет, имавме добри играчи, меѓутоа може се каже и Работнички имаше добри играчи. Сега ние одевме, може тука беше предноста на Работнички што избра од Југословенската лига играчи како плеймейкерот Видаковиќ и центарот Душко Ивановиќ ми се чини, кој беше помалку атрактивен, но многу покорисен од нашите за појачање од Америка. Ја мислам беше клучно играњето на Ивановиќ во тоа време за Работнички и неговото искуство, знаење, начин на играње колективно придонесе да ето и во 3-2 утакмица да ги изгубиме тие утакмици. Ме покани Митко Луковски да дојдам у МЗТ. И од тогај, кога дојдов, игравме баш, таа утакмица беше со Работнички. Ја имав задача да му дам на Срđan Станковиќ една инекција у колено, дека му беше многу големо отечено
а тоа беше некоја клучна, мислам, сите беа клучни утакмици МЗТ и работнички, и ја не му дадов на него инекција, затоа што не беше за инекција, така други замишљаа дека он која ќе добие тоа ќе полета. И тога и со Митко почнавме да соработуваме, уствари, он почна да се интересира зашто ја рецимо не дадов инекција, па после му објаснував, па после искочи дека сум имал право. И тога се деси да ја прва година останам таму и ние освоивме таа година, мислам, куп. И Срđан тога и даде 21-22 коша на таа утакмица, затоа што го спремавме добро. Не идеше на сите тренинзи, затоа што требаше да се ојача тоа колено, и го ојачавме и бидна, и после тоа он тргна од друга прича. Али ние и понатаму теравме со екипава, и Митко беше добар тренер. Мислам, еден народен човек кој сакаше да направи од млади играчи екипа, немавме тога и странци, немаше ништо. И за мене, од оваа гледна точка, можеби тоа е едни од најголемите мои спортски успеси. Значи, тука ги спомнав колегите, сите заедно решивме, се погледнавме, што правиме, тоа што е единствено исправно во моментот да го држиме МЗТ, односно да МЗТ го спасиме од згаснување. Во тие години немаше струја во салата, немаше вода во салата. Мислам, беше навистина многу тешко, ама и во тие години успеавме да донесеме еден трофеј, кога сите не отпишуваа. И за мене, тие маки и тоа што сме го поминале во тие години, со кронисувањето и со еден куп на Македонија, кој што можеби, не знам, во очите на навивачите или на спортската јавност нема толкова значење како ред на титули претходно, за нас беше како да сме го качиле Монт Еверест, затоа што знаеме ни што сме поминале тие години. Од оваа гледна точка, МЗТ ги освои титулите последователно во да кажеме, во оваа декада е најуспешниот македонски клуб, и затоа кажувам дека она што се случуваше во моето играње, со моето играње во МЗТ е само круна на ова што се случува денеска. Значи, ова е круна на претходните случувања. Така да, ете, иако имаше тешки моменти, секој од нив ми е драг. Основно училиште учев во Едвард Кардель. Тоа е сега Дорје Кулевски Ново. Таму ми се почетоците, кошаркашките почетоци и љубовта према кошарката. МЗТ почна да тренирам релативно млад, 4-5 одделение. Знам, памтам колку денес у старата лимека се правеа некои селективни тренинзи и ние од наше мало бевме договорени да идеме да тренираме сите кошарка. Кога се појавивме тука во лименката, значи имаше над 100 деца. Беше стварно страшно, беше популарна кошарката, имаше многу деца што сакаат да тренираат. Тренер беше Анте Дуковски. И сега сваќајќи го до оваа перспектива, он кажуваше стварно отворено лице, 100 деца мора да направи 20 што ќе тренираат. Викаше, дечко, ти не си за иди фудбал и ракомет, или мора да направи некоја селекција. Така останав во таа селекција од 20 деца. И така да тренирав таму до 7 одделение, после играјќи за школа за Кардель, дојде во нашата школа Митко Луковски, првата приватна школа се направи тогаш, се викаше Соколи, така да нашиот наставник Мики ни кажа сите преминуваме во Соколи, се тренираше добро и веќе 8 одделение се направи првите олимписки игри, млади олимписки игри меѓу сите основни школи и ние бевме државни прваци. Едвард Кардель први државни прваци на републиката. Веќе спомна некои имиња, Мете, Колев, значи стварно имавме добра селекција, близнаците Кире, Менде, Вампир или Бојан Христовски се е помошник на Радоле во првиот тим, така да таму трае нашето познанство. И така да Соколи сме се до 17 години тренираме во Соколи и после истиот Митко Луковски преминува во МЗТ Скопје, таа 98 година во МЗТ Скопје и така не носи ние најперспективните 4-5 деца во МЗТ Скопје. Памтам таа година освоивме куп на Македонија. Тука во лименката се играше.
има анегдота Димче дава поени, први поени ги дава, завршни поени ги дава на крај, имаше 5 секунди до крај, Работнички промашува шут, ја фаќа Срđan Станковиќ топката, сега ми текна моментот. И Срđan мисли дека завршена такмицата, имаше 5 секунди, ја фрла, мисли воздух фрли високо, он ја фрла директно кај Веселиновски, он сам на тројка, а 2 разлика за нас, ја промашува среќа цела сала воздишна, така да после створи еуфорија и нормално, тоа беше прв освен куп на моите 18 години. Памтам играв тој напред, Митко даваше стварно шанса на младите и така да, ете тој беше прв така трофеј, значаен со МЗД тимото што потекнувам од Арена, кај живеам тука близко до салата во Зелените, во Грингето, така да знам што значи МЗД за нас аеродромци. Ајде да кажам, тој прв куп е нешто што после толку години, нели, со екипа која што беше комплетно аутсайдер во тоа надпреварување, со Митко Луковски беше онака, таа прослава беше буквално една експлозија на емоции, каде што, нели, не знаевме што да направиме од радост. Иако беше еден од многуте купови кои што ги освои МЗТ, така да, но има многу анегдоти, спортот е секојдневна приказка и штета што, да кажам, ниеден од нас, како што е пракса во странство, не седна да напише една збирка или една книга, затоа што тоа е навистина нешто што би останало за иднината и нешто што можеби денешните млади генерации не може да го сватат затоа што се променија условите и начинот на живот и сето тоа. Така да, не знам, од нашето идење на тренинг е сосема различно од идењето на тренинг на денешните деца. Значи, мене татко ми у живот не ме однел до сала. Да кажам, пешки, точак, врне, ова, она. Тоа секогаш било, нели, моја обврска и можеби па и успехот кога ќе сме го доживееле бил посла до крај тоа, ама нели, се менува животот и други деца се денеска. Види, јас сум роден во Кавадарци и таму прв пат почнав. Почнавме прво со постарите да одиме кога можеме, како можеме, на 8-9 годишна возраст, а потоа на 11 годишна, 12 годишна возраст почнав посериозно да се занимавам, т.е. да тренирам секоја ден по 1 час на ден. Имавме еден професор по физичко во гимназија Димитар Пецов, со него првите почетоци и после се движат тука повеќе тренери низ кои биле поранешни кошаркари, низ Кавадарци, така да и првите чекори ми се направени на 15-16 годишна возраст за КК Кавадарци. После тоа од Кавадарци одам во Николферт, кратко се враќам во МЗТ едно 6 месеца и после почнувам да играам у странство, прво Италија, Германија, па кратко у Работнички исто 6 месеци, после сум Задар, ПАОК и МЗТ и на крајот Работнички. Дојдов на полусезона, тоа беше, јас имав договор со Николферт и игравме секој што треба и бевме први на табелата. Меѓутоа, тогашните управи на МЗТ и на Николферт се договорија да бидам отстапен на МЗТ и нормално тогаш беа амбициозни спонзорите, имаа доста пари, доста квалитетна екипа. И меѓутоа тешка беше почетната позиција, беше трета, знаете тогаш домашниот терен имаше поголемо значење и ние екипата како екипа можеби имавме квалитетни играчи, меѓутоа мислам дека у тој период не станавме како екипа, повеќе бевме како индивидуалци и едноставно и бевме можеби и помлади и имаше огромен притисок, пошто нели МЗТ веќе долго време навивачите поготово ја чекаат таа титула, претходно има екипа квалитетна, можеби и поквалитетна од нашата со Врбица, после има поквалитетна екипа која Орце Камчев беше спонзор. Па ова е третата квалитетна екипа која се очекува и се направи преголем притисок и мислам дека ние тој притисок не го издржавме и не дојдовме до посакуваниот трофеј. Аз си отидов од МЗТ затоа што спонзорите полека се откажа, од сите тие некои немили ситуации настана на крајот меѓу публиката и луѓето кои го водеа клубот и едноставно у тој момент средината за мене беше, како да кажам,
некоректна и недобра и се вратив повторно у Никол Ферт и продолжив понатаму со својата кариера. Така да останав уште една година во МЗТ, беше дојде Мари Трен, се направи некој Dream Team, играв малку послабо, малку ме става, така да времената година се после МЗТ изгубив финале таа година со Мари работнички. Тога и доаѓа таа 2000-та, тој Dream Teamот. Dream Teamот освои таква екипа направивме да кошташе многу пари тога. Рецимо, се збореше, ја не знам колку се тие причите, али зборот беше околу милион марки кошташе. Беше комерцијална и алкалоид. Да, Марин беше советник, а Ацо Тодоров беше тренер, па после нешто сменија улогите и на крај, после сите тие пренебрежија, ние не успеавме да освоиме прво место и тоа беше големата несреќа наша, затоа што не освоивме, а имавме најбољи тим. Тога и работнички, нели, на последната утакмица освои прво место и ние останавме втори. Тога и дојде Хари Костов и рече, направива една вечера, ја уште ја памтам, ако е пред 20 години, со све, немаше што нема, јастози и така. И рече на сите играчи, слободни сте, можете да си одите без икаква надокнада. И они сите си отидоа. И ми останавме без никого. Покрај знаењето, умењето и парите потребна е и среќа, а пред се потребна е и хемија внатре во екипата. Парите ги имавме, квалитетот на играчите ги имавме, хемијата ја имавме некаде до 90%, но едноставно во некои од надпревари немавме доволно среќа. На крај почнаа да се случуваат и оние познати, нели, Никол Фертвака, она што дополнително психолошки влијаеше многу лошо на атмосферата во екипата. Поврзаноста со аеродром доаѓа дури во моментот кога станувам прв тренер на екипата Алумина, каде што по игра на случајот доаѓаат еден огромен број на бивши металци. Или навијачи, или играчи, дури едно време и играчи на двојна лиценца, бидејќи тој систем функционираше во Македонија во тоа време. Тоа беше точно периодот кога МЗТ ја имаше на сезона, најславната сезона на европски план со победата над Реал Мадрид. И така полека фокусот како дете од центар, кој, нели, живе на 50 метра од градски парк, премина према МЗТ. Тоа беа 4 години во Алумина, каде што капитен ми беше еден од, во тоа време, можеби сега најголемите, нели, фенови на МЗТ, каде што многу често игравме пријателски надпревари со МЗТ и едноставно кога во 2000-та година се појави опцијата за МЗТ, тоа беше, значи, моментот кога МЗТ имаше една сезона каде што немаше доволно пари и се појави опцијата со Живко Мукаетов, кој е мој школски другар и некаде на мај 2000-та отидовме на состанок со Аљо Муратагич и со Вујица Илиевски кај Вујица во канцеларија, каде што му кажа дека едноставно немат више можности и средства да продолжат со спонзорирање на МЗТ и каде трна таа опција. Нормално опцијата беше тој да биде председател, јас да бидам тренер, меѓутоа подоцна во играта се појави и комерцијална банка кој имаше за услов како член на стручниот штаб да дојде и Марин Докузовски. Значи направиме еден стручен штаб каде што ја требаше да бидам прв тренер, Марин Докузовски советник, со Љубомир Николовски како спортски директор, со Мукаетов како председател на клуб. Мојот прв надпревар
како прв тренер на МЗТ беше таа сезона, значи тоа е некаде септември 2000 година. Првиот натпревар беше во Лименката против Работнички. Прв официјален натпревар како тренер на МЗТ, успеавме во некој тежок натпревар да го победиме Работнички. Дулијан Доновски беше тренер на Работнички, нели со таа екипа нивна, со Чековски, со Симич и со сите останати кои подоцна и доминира, со која доминира во македонска кошарка во тој почеток на 2000-те години. И се тоа функционираше некаде до ноември-декември, каде после еден или два порази ми беше кажано дека ќе треба да бидам само помошник на Докузовски. Таа е таа сезона која дојдовме до финале. Таа е сезоната со оној фамозен кош во последната секунда против Николферт на полуфиналето, на 1-1 на полуфинале. Тоа е мојот прв престој. Таму ја заминав после таа сезона заминав во Куманово. Таму игравме уште едно финале каде загубивме пак од Работнички. На 2-1 водство за нас. Тогашниот председател го суспендира теренот во Куманово и го суспендира нашиот единствен висок и најдобар центар Срđan Станковиќ 3 надпревари. Го загубивме следното домаќинство кој го игравме во Струмица и така Работнички стана шампион. После тоа бев 2 години во Вардар, од Вардар заминав во Турција. Тогаш Александар Књазев малце беше уморен, стално да играш во финале, да не добиеш титула и се откажа, сакам да ги преземам младите, кој да Саша Петрович беше ангажиран да ги презема младите категории и усвои во една година. Секоја година беше или во финали, или прв, или втор, или трет. И освои и викаме зашто кој со Алио баш Миротагич, викаме кога, ајде да го ставиме Саша Петрович. Прв пат 2000 година дојдов као у младинската школа на МЗТ, заедно со Ацика Књазев. Во тоа време шеф на стручен штаб беше Марин Докузовски и Ацо Тодоров. Направивме тогаш од 2000-та реформа на кошаркашката школа. Значи 2000-та на повик на Ацо Тодоров и на Марин Докузовски дојдов у МЗТ. Пред тоа работев тренерската кариера почнав у Србија, у ФМП, па од таму отидов у Зорка Шабац и од Зорка Шабац доаѓам у МЗТ. Заедно со Александар Књазев почнуваме реформа во тоа време на кошаркашката школа. Во тоа време МЗТ прави првата екипа под војство на Марин Докузовски и Ацо Тодоров прават Dream Team. Во тоа време се во клубот спонзори Комерцијална и банка и Алкалоид. Меѓутоа очекувањата да се донесе првата титула во Јане Сандански, мислам дека не успеа. Спонзорите се повлекуваат и доаѓа до подмалдување на првиот тим. Мислам дека во тоа време 2001 е тоа, за шеф на стручен штаб го поставуваат Митко Луковски. Јас останувам исто во кошаркашката школа. Со сплет на околности резултатите не беа на завидно ниво. Мислам дека МЗТ првата екипа врза 3 порази и доаѓа до смена на Митко Луковски. Јас бев дури изненаден од понудата на управата на клубот да го преземам првиот тим. Заедно со Ацика Књазев ја преземаме во сезона 2001-2002, ја преземаме екипата. Ацика како советник мој. После лошиот старт дојда резултати кои не беа на ниво на името и реномето на МЗТ Скопје, меѓутоа завршивме на таа сезона на 5-тото место. Мислам дека се тие најтешките периоди на МЗТ Скопје,
ради без парица да се прави стратегија за подмладување на екипата, и од школата, од младинската школа се приклучуваат на првиот тим. Тие пред тоа беа и приклучени Синиша Аврамовски, Гаго Миленковиќ, Караджовски и други играчи, родени мислам 83-84 година. Немавме ни едно странско појачање, од искусните беа Ѓорѓе Војновиќ, Димов, Димче Гаштарски, склоп на искуство и подмладок почнавме нова авантура, која во тоа време траеше од 2002 до 2004 година. Игравме 2 финалиња и освоивме Суперкуп, со што во сезоната 2003-2004 МЗТ Скопје по прв пат заврши на првото место во такмичарскиот дел. Значи, убедливо бевме прва екипа, имавме стартна позиција за плейофот. Таа година освоивме и Суперкуп, игравме финале на куп во една интересна завршница со Работнички, пола кош изгубевме, и финалето исто го игравме со Работнички, кој во тоа време беше стварно непобедлив. Мислам дека финалето заврши 4-2 за Работнички покрај нашето. Меѓутоа, што би напоменал, во тоа време испаднаја многу млади играчи. Ги поменав Синиша Аврамовски, Гаго Миленковиќ, Караджовски, потоа продолживме со Јане Петровски, со Кирил Николовски, Никола Караколев. Сите направија некои кариери до ден денес играат. Тоа е продукт на тој МЗТ. После 2004 година овие постари играчи се публикуваат, тимот и уште подрастично се подмладува, остануваат, би го напоменал тука исто и Ѓорѓе Талевски, кој стварно беше во тоа време еден од најдобрите играчи на МЗТ Скопје и допринесе многу за резултатите кои во тоа време се направија. Не, после аз замина во Гостивар, па бе во Португалија, па во Куманово, и од Куманово пак се врати во МЗТ, да. Таму играв уште 3 сезони, па дојде во Кувајт, да. И тука во Кувајт ја завршив кариерата, да, на 38 години. Па тоа беше моје мислење дека до 2000-2001 најсилна некако кошарката, имаше доста добри екипи, доста добри играчи, и македонски и странски, некако повеќе се вложуваше во кошарката, некако и салите беа полни. Настапи криза 2002, 2003, 2004 и тогаш најдов ангажман во Кувајт, дојде во Кувајт, каде што играв уште 4 години, потоа станав тренер тука и меѓутоа мислам тој беше некој како вакуум простор во македонската кошарка кој не беше идеален. Сега полека пак некако се враќа. Мислам дека и ден денеска, не знам, вака што гледам, скоро пратам доста, скоро сите такмици гледам на YouTube, има преку Македонска кошаркашка федерација, меѓутоа МЗТ постолку време заслужи да освои титул. Посакувам све најдобро, се надам дека ќе освојат уште полека да се изедначат, да го стигнат Работнички. Важно е да има, најбитно за мене, да има млади играчи, да се работи со млади играчи и да се сака спорт, посебно кошарката. Кошарката е мој спорт, цел живот сум во неа, од мали нозе, поради татко ми, после ради себе и сега како тренер. И многу ја сакам кошарката, како што кажав, и се надам дека полека се ствара клима да се врати каде што беше и секој тим има своји шанси, па ќе видиме што ќе се случи. Во 2004 декември преидов по повик на тогашниот председател, новоизбран председател на Кошаркарска федерација, господин Драголје Парасовски, преидов како генерален секретар во КФМ. Последниот надпревар беше некаде средина на декември против Вардар. МЗТ беше во
да кажам, тешка финансиска состојба, дури не може ни дресот да ми го подарат затоа што нема резерва. Во тој момент сметав дека е вистинско време и со завршувањето на студиите за постдипломски на Шефилд универзитетот заедно со сопругата беше вистински момент да тргнам по една друга кариера. Немав никогаш амбиции да станам тренер, затоа што сметам дека тоа бара многу повеќе ангажман и посветеност. Токму во Турција се случува договорот за мој повторно враќање во МЗ, тоа е 2007 година. Случајно на некоја конференција во Истанбул се наоѓа Живко Мукаетов и во тоа време се јавува Драган Панковски. Бара тренер дека имаат обезбедено буџет, доколку и Алкалуит учествува во тој буџет. Имаме уште подобри шанси и така фактички од Турција се вратив втор пат да бидам тренер на МЗ-та. Договорот беше 1/3 од буџетот да обезбедува Алкалуит, 1/3 да обезбедува тогашниот претседател Борко Талевски, 1/3 да биде обезбедена од фирмите кои произлегува од бившо МЗ-та. Како почна сезоната, првата плата беше све окей. Веќе втората, тој дел од бившиот МЗ-та воопшто не пристига средствата, се покажа дека направена погрешна пресметка во буџетот, каде потрошиве повеќе пари на играчи. Тоа беше времето кога МЗ-та се уште плаќаше кирија за салата на јавното претпријатие за управување со сали, каде што ги плаќаше сите трошоци, струја и вода за салата, кои почна да доаѓаат големи сметки, почна да доаѓаат побарувања. Имаше случај кога ќе се појавеше во тоа време АЦ Русевски кој работеше за тоа јавно претпријатие, а како што е познато од лименката можеше да се види кој влага во сала. Во моментот кога ќе беше виден АЦ Русевски дека влага во сала, тоа беше една масовно бегање од канцеларија. И најчесто ќе останеше Никола да му каже дека нема никој на работа. Во еден невозможен систем донесовме играчи, донесовме и странци, тоа не беше невозможно да се плаќа, постојано се каснаше, така да таму некаде околу нова година заврши мојот втор престој во МЗ и директно заминав во Самоков во Бугарија, каде останав цели 3,5 сезони. После 6 сезони проведени во МЗ-та, јас го напуштам МЗ-та и една сезона одам во КК Пелистер во Битола, меѓутоа после само една сезона се враќам во МЗ-та. Финансиската криза достигнува кулминација. 8 сезони МЗ-та, за 8 сезони колку игравме тогаш, со добри резултати во Македонска лига, стално сме биле меѓу првите 3 екипи, ниеден странец нема. Ниеден странец во првите 6 сезони. Тренер се покаже како многу добро решение. Ето, израсно солиден тренер, одличен тренер. И со такви мали финанси успеваше да го држи клубот и да игра во финале. Едно време знам, ко се остана без, не знам, и овој се повреди и Гаштарски, немаше замена, 7 или 8 играчи. Нели колку има по закон, треба да имаш 9-10 играчи, па ги зема од јуниорите да го задоволат списокот потребен за присутни играчи на клупата. MVP бев на еден суперкуп, MVP бев во МЗ-те, но во тие години, да, бев и капитен, што е нели чест и обврска, но од друга страна навистина ни беше МЗ-те функционираше како едно семејство. И пак ќе кажам, имаше години кога МЗ-те беше без, што викаме народски, скапан динар, и ние играчите се мислевме како ќе биде до следниот први. Имаше моменти кога МЗ-те беше супер тим, или Dream Team, како што го нарекуваа, со јаки спонзори. И кога било лошо и кога било добро, капитенот имал врска да ги обедини играчите. И заедно со моите колеги кои ги набравав предходно, успеавме да тоа го одржиме, да направиме една добра енергија и да продолжиме секогаш понатаму со добрите игри, резултати, а пред се борбеноста. И сметам дека тогаш и публиката сваќаше дека тие 12 играчи кои што сме во МЗ-те во тоа време, навистина дававме душа за тимот.
Се докај 2001 година, за жал во тоа време ние не успеавме да дочекаме некоја титула, бидејќи работнички беше стварно неприкосновен. Ама на трибините секогаш бевме подеднакво добри како и нив, ако не и подобри. Во 2001 година веќе помладите генерации превземаа приматот на навијачката сцена. Во 2008 дојде до скоро гаснење на клубот, па со маршот, нели, и ние по старите генерации го спасувавме клубот. Од 2002-2003 година веќе доаѓаат, што се вика, нашите 5 минути. Доаѓаат годините кога ние со поддршка од повозрастните другари и навивачи ја превзеаме трибината. И се тоа до 2013 кога цели 10 години ние диригираме уствари со таа трибина. И атмосферата секој викенд, секоја сабота била на завидно ниво. Хореографиите сме ги правеле од собствен джеб, од собствени средства. Песните исто. Секоја вечер пред надпревар сме седеле по клупи, по паркови низ аеродром, сме се мотивирале, сме живееле за тие надпревари и ни доаѓале идеи да измислиме нова песна за клубот и хореографии сме правеле. Да, од стари хитови XU, какви да се. Да, откако ја превземавме ние трибината, тие беа, можам да кажам, најтешките времиња на клубот, а со наша огромна помош и љубов ние успеавме да го поддржуваме клубот во живот, се до 2009 кога го допревме, што се вика, дното, ама со нашето другарство, верност, успеавме повторно да се воздигнеме и да застанеме на здрави, прави нозе и да продолжиме понатаму. Таа деска беше подгрешен земја и на крај не можеше да се движи. На крај, бидејќи играше цело време по 40 минути. Инаку имаше некој договор со Нина, ресторанот, да се хранат тука играчите за ручек, да му се обезбеди некоја каква таква некој животен подобар стандард. Така да тешко одеше финансирањето, меѓутоа ето успеа клубот. Беше пред колапс, благодарејќи на навијачите и нивното ангажирање, и тие со своите манифестации допринесоа да го привлечат вниманието и да клубот повторно заживее и биде ова што е и сега. Мислам, ето, години со ред освојувач на дупли титули и играше во АБА лига, што до сега никој не играл, сем клубот си има своја историја, своје место во спортската историја на Македонија и се игра сега голема улога во целокупниот спортски живот во земјата. Значи, тогашната пирамида, за разлика од сегашното фемили, ги немало на достапност сите овие работи што ги имаме во моментов, интернет, значи следење на други навивачки групи, следење трендови и слично. Значи, мислам, ова е муаба што сум го слушал од постарите, се надам дека е точен. Користеле ритмовите и правеле навивачки песни кои за тоа време изгледале доста оригинално и се пеат се уште на нашата трибина. Како дете ми текнува на едно знаме пирамида кое не знам дали се сеќавате, ама мислам дека ќе ви текне, значи пирамида со еден чуден фонт и со портокалови букви. Значи за тоа време е реткост, но ете во тој период нешто нестандардно и нешто многу добро. Некои луѓе како Аца Петровиќ, не знам, Видое Секуловски и такви стварно фанатици го спасија клубот. МЗТ доаѓа после, нели, до првата титула која што стварно ја чекавме, можеби и предолго по мене, 30 и нешто години. Продолжува МЗТ во АБА лигата, навивачите стварно беа феноменални, значи пиротехнички шоу, декорација на трибини, шалови, знамиња. И мислам дека стварно Фемили го достигна својот максимум. Направи неколку гостувања надвор од Македонија. Еве ние како постара екипа отидовме за Белград со Партизан, они беа као со клубот договорени, има некои автобуси тамо. Ние отидовме само иницијативно со автомобили. Љубовта кон клубот никогаш не ни престана всушност. Еве до ден денес идеме на надпреварите.
го следиме МЗТ, сега имаме едно застава под заставата ветерани, луѓето што веќе заминуваат од трибината на Фемили доаѓаат кај нас и ние продолжуваме да го бодриме клубот како и секогаш. Малце дојде презаситување, дојде кај сите кој се бе 3 дупли круни таму, она дојде презаситување, мали конфликти, не е видно. Па добро, чекавме, знаеш како, чекавме толку и знаеш кога ќе чекаш нешто, кога ќе го добиеш. После као нормално е, не смеш. После ти е како нормално, па ние славевме кога ја освоиме у Гевгелија. Знаеш, не го имавме тоа чувство као титула као титула. А мене лично прва титула, што си да кажам сега, што кажува Маци, прва или втора наша, ја како ја доживеав, ја доживеав прето транс. Значи, ја таков транс не сум доживел, искрено многу, едно 30 години го немам доживеано, од утакмица, како овде што го доживеав позади Бисер. И веројатно тоа тука ќе остане цел живот. Кај како у кафичи? Без разлика, не сам тако шоу, така се спонтаност, без разлика организирано беше, но се спонтано искочи со голема љубов. А си ние не се надеваме дека ќе те памукава да си тоа треба да остане да продолжи така. Тоа е баш тоа што збориме ние, тоа е наша порака да сите наредни генерации да видат темелите се тие. Би сакале, тоа е став на сите, да се продолжи овде, да се, ако има некои несогласници, да ги измират несогласиците и да се продолжи колку може со ова коронава сега и колку ќе пуштаат, колку да се продолжи, да се тера, да сепак стварно еме постари сме, имаме контакти и надвор и сегде. Групата беше со едно реноме и со големо поштовање има према нас. Треба да се каже и најбитно, навијачка група која трае повеќе од 35 години, поставивме критериуми и граници за сите навијачки групи во Македонија. Се знае кај сме биле, памтат кај сме биле, кај сме сега, кај може да дојдат и до каде треба да се оѓат. За мене најбитно се поставија граници, навијачки кодекс од населбава, што и како други екипи не би требало ни да се спомнуваат. По нас, меѓу првите од Скопје, што навијаат за некој тим, меѓу првите формирани, мислам дека тоа е најбитно на што треба да се знае. Специјално сега за некој гостување из ова. Се знае кај сме биле, кај сме поминали. Кој од која страна бил, ја знае приказно се. Битно е од аеродром, за аеродром останува. И дека е тоа приказна за навијачи. Значи, ти кажам, 80, 91. 91. Анте Дуковски е главен тренер на МЗТ, освоено е првото македонско првенство у тоа време, без работнички, затоа што работнички таа година играше Јуба Лига. Тоа е. А вие му бевте асистент? Да. Одличен човек, многу време беше во МЗТ. Шимон до 90-та, остана до... Многу. Голема загубата е. Анте Дуковски беше дел од мојот стручен штаб во МЗТ Скопје сите овие години, од 2005 сезона, па нааму. Не само што беше дел од стручниот штаб, него беше дел и од мојот живот во секојдневни дружења. Голема загуба е пред се за неговата фамилија и за пријателите, за другарите негови. И ова прилика би искористил и да изразам сочувство до фамилијата на Анте Дуковски преку оваа емисија. Анте Дуковски беше еден дел од заедничка моја работа со него. Секојдневно во последните 15 години немаше ден да не се слушнеме или да не се видиме. Мислам дека прерано отиде, меѓутоа пандемијата на ковидот си го нанесе своето, тоа е тоа. Нека му е лесна земјата, ќе остани усеќавање мое на пријателите, сигурно дека
и навијачите на МЗТ нема да го заборават, пошто и како играч и како тренер преку 30 години беше член на МЗТ Скопје. Работеше со Лазо Лечиć, со Пива Ивковиќ, со покојни Благој Георгиевски Буштур, потоа долго години со мене, сигурно со мене беше 10 сезони у стручниот штаб на МЗТ. Кога во сезоната кога го спасувавме, ја поише се посветив на организација на клубот, он го предводеше тимот, заедно уз консултација со мене во секојдневна работа, успеавме во таа сезона, како што кажав, да обстанеме у лига. Тоа мислам дека е и најтешката сезона на МЗТ Скопје. Тоа е сезона 2009-2010. Што би кажал, тоа е голем губиток, ненадокнадлив губиток за нас, пријателите и за неговото семејство. Анте Дуковски беше прекрасен човек. Анте Дуковски, јас со Анте Дуковски се знаев уште у времето додека он беше во автокоманда, активен играч нормално на МЗТ. Неговиот тренер Лук уште со Ивковиќ како помошен тренер, со Палетич, така да моето присуство со екипата на Вигор во салата, нормално нашето дружење продолжи овде. За човекот можам само најубави зборови да кажам. Посветен, заљубен во клубот, тих, мирен, работлив. Многу близок беше со Ацо Петровиќ, така да и тие 2-3 години на заедничко функционирање, заедно со Ацо Петровиќ, најзаслужниот за она што во моментите која беше најтешко го изнесовме на плеќи.